Почнете од почеток со Бони Сала. Како да бидеш слободен од следното најдобро нешто? Јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Јован, 8 глава, 12 стих. Грчкиот раскажувач Езоп раскажа за таткото што го зеде синот и тргна на пазар. Синот јаваше на магаре, а таткото го водеше магарето. Кога поминаа низ првиот град, луѓето коментираа: колку мрзеливо момче. Замисли, тој јава додека татко му оди. Таткото ја слушна критиката и ги сменија местата. Во следниот град, луѓето извикаа: старецу, како се осмелуваш ти да јаваш и да дозволиш син ти да оди? Таткото повторно одговори на критиката со тоа што се симна од магарето и двајцата потоа одеа пешки. Кога дојдоа во третиот град, таткото ги слушна луѓето како шепотат: колку луд можеш да бидеш? Двајцата одат пешки и допуштаат магарето да не носи ништо. Езоп ја овековечи нашата склоност да одиме според текот на водата, менувајќи го правецот секој пат кога ќе се соочиме со критика. Уште одговараме на предлозите за следниот најдобар начин: нова врска, различна рамнотежа меѓу работите и животот или сексуален идентитет, вистинскиот суплемент, диететски или фитнес тренд. Што е исправно? Што е вистина? Тој го одговори истото прашање порано, велејќи: јас сум патот, вистината и животот. Јован, 14 глава, 6 стих. И јас сум светлината на светот. Кој ме следи, нема да оди во темнина, туку ќе има светлината на животот. Јован, 8 глава, 12 стих. Кога чекориме, кога живееме во светлината што ни ја дава Исус, го искусуваме мирот на животот, ослободен од осуда, заснован на вистината дека нашето живење е осмислено. Дознај повеќе денес, читајќи ја библиската книга, на првата книга на Јован. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.